дојдовте во урбаните вести. Обврската за регистрација во електронскиот систем во Управата за јавни приходи за пензионерите е одложена за 7 години. За останатите ќе се отворат повеќе канцеларии кои ќе работат попладне и за викенд. Ова е само најава за вестите. Останете со нас. Регистрацијата за персонален данок нема да се однесува на пензионерите кои немаат дополнителни приходи. 50 евра казна ако се остави смет до контейнер. За речиси 2 години се намалува просечниот животен век поради загадувањето на воздухот. Продолжен рокот за субвенции за чистење оджаци во Скопје. Утре се отворали изголиштето во спортскиот центар Борис Трајковски. За 7 години е одложена обврската пензионерите кои освен пензија не остваруваат дополнителен приход да се пријавуваат во електронскиот систем за даноци во Управата за јавни приходи. Во Македонија, согласно последните податоци од изминатите години, има околу 45.000 пензионери кои остваруваат дополнителни приходи освен пензијата. Откако Управата за јавни приходи го представи новиот модел на пријавување данок, јавноста ја вознемирија неколку прашања и нејасноти. Првично Управата воведе обврска за пријавување данок и за вработените лица кои немаат дополнителни приходи, а од оваа новина не беа иземени ниту пензионерите, кои всушност и најмногу негодуваа, пред се поради задолжителното електронско пријавување. И покрај напорите на Управата за јавни приходи да успее новиот модел на пријавување данок и со сите олеснувања, како ополномоштување на друго лице, кое би ја пополнило годишната даночна пријава и со присуство на пензионерот би отишло до најблиската канцеларија на УЈП, Управата сепак одлучи да отстапи од намерата. Именно за 7 години е одложена обврската. Пензионерите кои освен пензија не остваруваат дополнителен приход да се пријавуваат во електронскиот систем за даноци во УЈП, информираше денеска директорката на Управата Сања Лукаревска. Со цел непречено да тече регистрацијата на даночните обврзници, Управата за јавни приходи започна со поставување на мобилни шалтери во општините низ Македонија, а мобилни екипи на Управата ги посетуваат домовите на изнемоштените лица, кои не се во состојба сами да се регистрираат и да го однесат документот. Отворени се даночни канцеларии во Аеродром, во Газибаба, во Чаир имаме наш даночен шалтер, во Ѓорче Петров. Очекуваме дека и во другите општини ќе ни дадат простор до крајот да успееме да си ја завршиме нашата работа, а во оние помали населени места, помалите општини во нашата држава и во градот Скопје пред се одиме и со мобилните даночни шалтери и со нашите возила на Управата за јавни приходи со мобилните екипи. До крајот на октомври во електронскиот систем биле евидентирани 36.000 граѓани, а до денеска вкупно се пријавени 300.000 корисници. Очекувањата на УЈП се дека до крајот на годината без поголеми проблеми ќе се заврши обврската, иако вкупно треба да се регистрираат околу 900.000 даночни обврзници. За таа цел канцелариите на УЈП ќе работат и со продолжено работно време. Во Скопје, значи во регионалната дирекција Скопје, сите шалтери се на располагање за регистрацијата на физичките лица. Континуирано доаѓаат, работиме и значи не работиме до 4,5, туку работиме и повеќе од предвиденото законски утврдено работно време. Известувавме и до медиумите дека работиме и во сабота, за да помогнеме на оние кои што не можат во тек на неделата да дојдат во оние работни денови. Одговарајќи на новинарско прашање, зошто граѓаните и покрај електронското евидентирање мора да однесат пишан документ во Управата, Лукаревска рече дека тоа се прави заради заштита на нивните податоци. Предизвикот на оваа реформа, на оваа новина е што регистрирањето еднаш се прави и тоа трае за целиот период понатаму. Проблемот, ако е тоа проблем, меѓутоа не можам така да го дефинирам, дека мораат граѓаните да доаѓаат повторно со цел да се верификува целиот оној процес, за да го заштитиме идентитетот на секое физичко лице, а врз основа на тоа да ги заштитиме и нивните податоци и да бидеме уверени и ние самите дека вистина станува збор за тоа конкретно физичко лице, бидејќи кога станува збор за данок, не сакаме да се доведеме во ситуација ке некој да пресметаме повеќе или помалку.
се во интерес на веродостојноста на податокот. Граѓаните кои имаат потреба да дојде кај нив мобилна екипа, може да се јават на телефоните на управата и да договорат термин. За оние пак кои при регистрацијата го загубиле ливчето што треба да го однесат во УЈП, неопходно е да одат на шалтерите на управата и таму да им се испечати пријавата. Во Македонија, согласно податоците од изминатите години, има околу 45.000 пензионери кои остваруваат дополнителни приходи освен пензија. Прифаќање општо корисна работа или 50 евра казна ќе треба да се плати доколку оставите отпад и кеси со смет до контењерите. Градскиот инспекторат за една вечер изрекла 7 мандатни казни на граѓани кои ги затекнале како сметот го оставаат до контењерите, наместо да го фрлаат внатре во контењерите. Оттаму посочуваат дека контролите ќе продолжат и тоа со засилено темпо. Комуналните редари на град Скопје при редовна контрола на самото место затекнаа 7 лица како ја загадуваат животната средина и непрописно го фрлаат отпадот. На овие 7 лица им беше изречена парична казна согласно Законот за јавна чистота. Сторителот може да прифати извршување општо корисна работа во јавно предпријатие или да се плати глоба во износ од 50 евра во денарска противредност. Доколку глобата не се плати во рок од 8 дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до орган надлежен за присилно извршување за негово извршување. Од градскиот инспекторат информираа дека во наредниот период ќе бидат засилени контролите на инспекторатот и апелираа до граѓаните да го почитуваат комуналниот ред и да не фрлаат отпадоци насекаде. Во изминатиот период, градските инспектори извршија засилени контроли на терен по однос на загадувањето на животната средина и досега се пронајдени и казнети поголем број прекршители на законот во Вардариште, Подкале и Ѓорче Петров. Инспекторатот на град Скопје учествуваше и во координирана акција заедно со општина Газибаба, јавното комунално предпријатие Газибаба и МВР на дивата депонија во Вардариште, при што се запленети над 1 тон стари и уништени гуми кои се наоѓаа во дворовите кај граѓаните, отпад кој досега беше пален на отворена површина. Исто така обезбедени се оперативни сознанија за нелегални откупувачи на ваков вид отпад. Инспекторатот на град Скопје, заедно со општинските инспекторати на територија на градот Скопје, ја продолжува битката со палење на огнови на отворени површини, особено на дивите депонии, од кои се шири непријатна миризба и кои енормно го загадуваат воздухот. Затоа и градскиот инспекторат и градот Скопје апелираа до сите граѓани, место за пријавување на Facebook или други социјални мрежи, времето да го искористат сите случаи на огнови на отворено да ги пријават на 193. На тој начин екипите ќе можат да интервенираат навреме и да се спречат евентуалните опасности по здравјето на луѓето. Загадувањето на воздухот го намалува просечниот животен век за речиси 2 години, покажува анализата за квалитет на воздухот од Институтот за енергетска политика на Универзитетот во Чикаго. А според Светската здравствена организација, загадувањето убива околу 7 милиони луѓе годишно. Македонија се соочува со енормно загаден воздух, а тоа во одредени делови од државата може да се спореди со пушење цигари. Без разлика дали сме пушачи или не, дишејќи го загадениот воздух во делови од земјава, ни следуваат по 7 цигари дневно. Загадувањето на воздухот е предизвикувач на голем број заболувања или едноставно кажано, загадениот воздух стана најголемиот убиец. Извештајот на Светската здравствена организација покажа дека загадувањето на воздухот убива околу 7 милиони луѓе годишно, предизвикано од загадувачки материи што ги иритираат белите дробови и срцето. Анализата на квалитетот на воздухот од Институтот за енергетска политика на Универзитетот во Чикаго открива дека токму загадувањето на воздухот ќе го намали просечниот животен век за речиси 2 години, а во земјите каде што загадувањето на воздухот е особено лошо, како Индија и Кина, оваа бројка достигнува 6 години. Анализата ја носи пораката дека загадувањето на воздухот може да влијае врз секого и може да има реални последици врз нашето здравје. Пушењето се најде на второ место, земајки 1,6 години од просечниот животен век. Конфликтот и тероризмот земаа 22 дена, додека најсмртоносните заразни болести, како туберкулозата, во просек го намалуваат животниот век за само 4 месеци.
Анализата на Институтот за енергетска политика заклучи дека производството на енергија е најголемата причина за загадувањето. Најмногу загрижуваат и дизел моторите, електричните централи на јаглен и палењето јаглен во затворен простор. Македонија се соочува со енормно загаден воздух, а тоа во одредени делови од државата може да се спореди со пушење цигари. Сите кои дишеме загаден воздух, исто како да пушиме по неколку цигари дневно. Без разлика дали сме пушачи или не, дишејќи го загадениот воздух во делови од земјава ни следуваат по 7 цигари дневно. Ова го изјави Борис Секирарски, метеоролог при управата за хидрометеоролошки работи. Додека властите преземаат по неколку краткорочни мерки кои реално и слабо го даваат резултатот, граѓаните се обидуваат сами на некој начин да се заштитат од загадениот воздух. Па така за во домот купуваат прочистувачи на воздух, а кога ќе излезат надвор користат маски. Најбарани се оние кои го прочистуваат воздухот и ги задржуваат PM10 частичките. Нивната цена се движи од 200 до 899 денари. Град Скопје го продолжи рокот за субвенции за чистење оджаци. Со оваа мерка, градот ќе продолжи да надоместува дел од трошоците на домаќинствата и другите субјекти за чистење на оджаците во износ од 1000 денари. Досега во градот се доставени 140 барања од граѓани за субвенции. Град Скопје го продолжува доделувањето субвенции за домаќинства и на други субјекти за чистење оджаци. Ова е една од мерките за намалување на последиците од загадувањето на воздухот и досега за субвенции за чистење оджаци се доставени 140 барања од граѓаните, соопшти Град Скопје. Со оваа мерка Град Скопје ќе надомести дел од трошоците на домаќинствата и на други субјекти за чистење на оджаците во износ од 1000 денари, а за субвенции може да достават барање физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на главниот град. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за добивање субвенции се исполнети, барателите до Град Скопје треба да достават неколку документи. Тоа се барање за надомест, кое може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на градот skopje.gov.mk. Фотокопија од лична карта или пасош, а за правните субјекти се бара тековна состојба не постара од 6 месеци. Потврда за реализирано чистење оджак, подпишана од стручно лице што го исчистило оджакот, фискална сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење оджаци и фотокопија од трансакциска или жиросметка. Барањето за искористување на правото за надомест на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да се достави во затворен плик до Град Скопје, секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Несовесните граѓани продолжуваат да ги палат и уништуваат контејнерите за отпад, а со ваквите постапки создаваат големи проблеми при собирањето на комуналниот отпад и се нанесува финансиска штета на предпријатието. За таа цел Град Скопје и комунална хигиена апелираат до граѓаните да престанат со палење и уништување на контејнерите. Градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена апелираат до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот од домаќинствата и да не ги оштетуваат и палат контејнерите поставени на градските улици. Во првите 10 месеци од годинава на улиците во Скопје се запалени и целосно уништени вкупно 66 контејнери. Со ваквите постапки се создаваат големи проблеми при одлагањето и собирањето на комуналниот отпад, а се нанесува и директна финансиска штета на јавното предпријатие. За да се подобри хигиената во градот и да се зачува животната средина, Градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена апелираат до граѓаните својот каваст отпад, стар мебел, електронски и електрични апарати да не ги фрлаат на јавните површини и да не ги оставаат до садовите за собирање на комунален отпад. Јавното предпријатие на граѓаните им нуди можност кабастиот отпад да го одложат во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардалиште или во притоварната станица што се наоѓа во Шуто Оризари. За оваа услуга не се наплатува паричен надоместок. Шопинг манијата Black Friday неколку години наназад го окупира и Скопје. Трговските центри, продавниците, рестораните, сите нудат попусти за Black Friday. Но колку овие попусти се реални и дали граѓаните веруваат во нив? Според денешната анкета која направи екипата на Прва Скопска, граѓаните и не се толку загреани за Black Friday и не веруваат во попустите кои се нудат.
Продавниците, големите трговски брендови и шопинг центрите низ Македонија го најавија најголемиот шопинг ден во годината Black Friday. Оваа кампања застапена на глобално ниво која потекнува од Америка, последниве години станува се поактуелна и кај нас. Крајот на ноември е познат по овој ден, со кој официјално започнува предновогодишното шопинг лудило, а сите трговци со нетрпение го очекуваат. Но се чини дека американската практика за Black Friday значително се разликува со онаа на Европа и на Балканот. За разлика од традиционалните Black Friday акции во Америка, каде што најголемиот акцент на попустите се става на белата техника, концептот на попусти кој се практикува во Европа е повеќе насочен на производи од текстилната индустрија. Овој популарен шопинг настан кој му овозможува на граѓаните да купуваат по пониски цени е вистинска атракција и во Скопје. Гужва турканици, колони, возила пред големите шопинг молови во градот е само дел од она што се очекува. Но колку од граѓаните веруваат во попустите кај нас? Повеќето од граѓаните кои денеска ги анкетиравме, рекоа дека не веруваат на попустите. Дали верувате на Black Friday? Не. Купувате ли кога има попусти за Black Friday? Не. Па, да. Дали купувате за време на попустите? Не. Што да верувам? На попустите, да. Немам мислење на тоа, извинете. Не знам ни што е тоа, да ви кажам искрено. Не сум слушала. Црн петок? Да. Не. Верувате на попустите за Black Friday? Па не, А купувате најчесто за Black Friday? па не, си купувам во обичен ден. Не. А вие? Не. А верувате дека има навистина попусти? Па најверојатно. Да, верувам. Праксата од минатите години вели дека оние потрошувачи кои прошетале по дуќаните велат дека цените се високи, а попустите нереални. Дека црн петок во Македонија не е како во останатите светски метрополи, велеа потрошувачите од лани. Во светот на овој ден потрошувачите може да купат парче производ по невообичаено ниска цена, додека кај нас Black Friday малопродажните маркети од сите дејности го користат како обичен маркетиншки трик за да привлечат повеќе купувачи. За време на овие сезонски распродажби и големи попусти, најважно е купувачите да бидат информирани за своите права како потрошувачи, да препознаат што е вистински попуст, а што не е, како рационално и практично да го распределат буџетот издвоен за ваквите шопинг екскурзии низ продавниците и трговските центри. Во Америка Black Friday е веднаш после денот на благодарноста. Со овој ден се означува почетокот на големата божикна шопинг сезона и е најпрометен ден во малопродажбата. Не е прогласен за празник, но во Калифорнија и некои други држави во Америка на овој ден државната администрација е ослободена од работа. Од утре се отвора новата сезона на лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски. Годинава ќе има двајца професионални тренери и покрај уметничкото лизгање и хокеј тренинзите. Повеќе термини ќе има за рекреација. Цената останува иста, 150 денари со изнајмени лизгалки и 100 денари со сопствени. Лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски се отвора утре. Посетителите ќе може да уживаат во рекреативно и уметничко лизгање и хокеј. Игралиштето располага со најдобри услови досега и најдобро подготвен мраз по светски стандарди. Годинава ќе има двајца професионални тренери. Ќе има и повеќе термини за рекреација, а цените остануваат исти. 150 денари со изнајмени лизгалки и 100 денари со сопствени. Наутро ќе се одржуваат тренинзи по уметничко лизгање, а рекреативно ќе може да се лизга од 10 до 22 часот, со мали паузи од 16 до 19 часот, кога ќе има хокеј тренинзи. За викенди граѓаните ќе можат целодневно да уживаат во рекреативното лизгање. Во организација на Сдруженијето на граѓани Батута Спорт со поддршка од општина Газибаба и јавното комунално предпријатие Газибаба, компании и жители од населеното место Кирил Петрушевски, в сабота ќе се одржи голема екоакција за чистење на ова населено место. Организаторите ги повикуваат и жителите да се приклучат кон акцијата. Во организација на Сдруженијето на граѓани Батута Спорт на 24 ноември в сабота ќе се спроведе екоакција за чистење на населеното место Кирил Петрушевски во општина Газибаба. За таа цел организаторите ги повикуваат граѓаните в сабота да им се приклучат на акцијата и да го направат местото почисто и поубаво за живење.
Оваа екоакција е поддржана од општина Газибаба, јавното комунално претпријатие Газибаба и многу компании и граѓани од ова населено место. За сите информации, насоки и претходни подготовки кои се потребни за екоакцијата да биде успешна, денеска се одржува и средба на која ќе се знаат деталите околу акцијата. До сабота времето ќе биде стабилно и суво со појава на магла по котлините. Од недела се очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Во Скопје утре температурата ќе се искачи до 12 степени, а за време на викендот и понеделник ќе достигне 11 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието, а вие повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. И не забравајте да не следите на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!